електрична Kia, бензинска Kia. Некоја било туку спортаж, најпродаваниот модел на Kia во светски рамки во Европа, во Македонија со години наназад. Единствено во Јужна Кореја има модел на Kia кој што се продава подобро од спортаж, а тоа е Карнивал и Соренто. Луксузните модели на Kia. Мејсе. Може ли електричната Kia да и парира на спортаж, на бестселерот на марката? Секако секоја споредба почнува од цената. 37 450, 36 и 800 евра. Разликата е 600 евра. Овие изведби малку се разликуваат. Очигледно, ова е GT Line изведбата, престижната, врват во гамата на спортаж, меѓутоа ги споредувам, ги користам вредностите за две варијанти. За Kia Reference, супер опремена, третото ниво на опременост на спортаж, со 36.800 евра цена, акцијска, вклучувајќи 2000 евра попуст, значи промотивна цена, а EV3 е во изведбата Earth, тоа е второто ниво на опременост, земја. Јас за споредбата го земав моделот Light, најосновната моделска изведба. Со цената си одговараат. Но како е со големината? 4 метри и 30 сантиметри и 4 метри и 54. 24 сантиметри разликата. На слика се чини дека се тука некаде блиску. Има голема разлика во висината, секако спортажот е полновреден SUV, додека EV3 повеќе е кросовер. Е понизок, има помало растојание од подлогата, наспроти 17 сантиметри растојание кај спортажот, тука има 14 сантиметри растојание. Но една вредност е многу корисна за да се добие вистинска представа. Меѓуоскиното растојание. 2,68 метри, 2,68 метри. Дали тоа значи дека и во внатрешноста се споредливи? Има многу вредности за споредување и затоа ќе се повикам на еден стар формат, на еден класичен преисториски формат, а тоа е печатена форма. Што вели понатаму? За димензиите. Во ширина има 15 мм каросеријата, 15 мм помала кај EV3, тука имаме 1 метар и 865 мм, тука е точно 1,85 м точно. Висината има разлика, 1 метар и 645, во висината е разликата 85 мм. Значи 1 метар и 56 и 1 метар и 65, 645 кај спортажот, меѓуоскиното растојание го спомнав, висината на растојанието од подлогата 170 мм, 140 мм. Значи, лимузинско растојание од подлогата кај EV3, разликата е 30 мм. Круг на вртење има покус, секогаш електричниот погон има таа предност што има поголем отклон, може да се постигне на тркалата поради конфигурацијата на погонската спрега и натаму. Тие половина метар може да значат многу кога треба да се сврти некаде на тесен простор. Секако кај спортажот ја има и таа теренска геометрија, кај EV3 не се спомнуваат, односно агол на пристап 17 степени, агол на излез 26 агол на излез 26,4 степени и агол на рампа 16,7 степени. Понатаму багажникот 460 литри, тоа секако е солидна големина покрај должината од 4 метри и 30 и кај спортаж имаме 562 литри. Ова е стандардна вредност, кај нас се испорачуваат со полно резервно тркало, така што незначително е помала зафатнината. Голема разлика има, голема предност има спортажот со 1751 литар максимална зафатнина на багажниот простор со соборена задна клупа, додека кај кросоверчево електрично имаме 1251 литар, значи 500 литри. Но електричната Kia има и втор багажник, и тоа напред. Тоа е така наречен Франк, изведено од англиски, затоа што од транк, затоа што ова е багажник напред и еве, тука се добиваат уште 25 литри, кои што се надоврзуваат на 460 литри во багажникот
големиот багажник. И тука ја гледате едноставноста на електричниот погон, односно на одржувањето. Нема ништо, нема масло. Единствено има долевање на течност за ветробранот. И тоа е се. Тука има посебен пристап до 12 волтниот акумулатор кој што се грижи за 12 волтната мрежа во возилото, тоа се потрошувачите и тука се гледа печатот на Kia. Два амортизерија држат хаубата. Има многу изненадување автомобилчева. Тоа што многу изненадува е тежината. Би предпоставиле дека Ева тројка со батерија која што тежи преку 300 килограми. Би тежала над 2 тони. Меѓутоа, за спортажот имаме вредност 1590 килограми, додека за електричната Kia имаме 1800 килограми. Тоа е разлика од 210 килограми. Понатаму има многу податоци. Сериозно ја правиме споредба. Носивоста 580 килограми, тоа е луксус. Никој не ни помислил дека ќе биде преоптоварен на спортаж. Во споредба со 580 килограми на спортажа, тука имаме носивост 470, тоа е дозволената носивост. Околу приколката има резерва, електричните автомобили, оваа класа барем, за најширокиот пазар, има повеќе ограничување поради големината на батеријата, моќноста на моторот и електромоторот и слично, така што се ограничува тежината на 500 килограми на приколка. Тука имаме, кај спортажот имаме 1 тон и 650 килограми. Во поглед на носивоста на покрив имаме 80 килограми, 100 килограми и во поглед на тежината на подпирање врз кука 100 килограми. Тоа е корисен податок доколку имате електрични велосипеди, користите багажник назад, кој што се прицврстува назад, тоа е вредност која што е значајна и секако тука нема отстапка. 100 килограми тоа е луксус. Во поглед на големината на тркалата, изведбите што ги зедов јас за споредбата, ова се сосем други, како што спомнав, Getaline и ова е Earth, второто ниво. Меѓутоа, кај основниот модел се 17 тркала, кај Ева 3, односно 18 се кај спортажот. Тука се веќе друг формат. Ова е луксузаријата на спортаж. Хартија се едни вредности, меѓутоа колку од тие вредности на хартија се чувствуваат вистински. Во просторноста се чувствува разлика во споредба со спортаж, но не е преголема. Далеко од тоа дека може да се стекне некаква стеснетост, секако спортаж е раскош во поглед на просторот. Тоа што дополнително постигнува тука слобода, односно просторност, е отсуството на масивна средишна конзола. Овој простор е целосно оставен за функционалност, ракувањето со менувачот, односно со програмите за возење, е префрлено на рачка. Тука исто како кај PV5 и е едноставно практично решение. Тука се стартува напред-назад, паркирна супирачка тука, односно заборавате едноставно дека постои. Огромен дисплеј со иста димензија, со тоа што не е заоблен и не е под толку проминентно поставен. Материјалите се за нијанса поедноставни, морам да отворам, затоа што веќе станува во наша најубава Македонија станува жешко. И убаво е што станува жешко. Разлика, освен тоа, има и во ракувањето со климатизацијата и со инфозабавниот систем, додека кај спортаж го има оној фамозен дисплеј со двојна поставеност. На едно копче работи за инфозабава, на едно копче за климатизација. Тука е неколку команди се само издвоени за ракување со климата и тоа е се автоматска. Да напоменам, ова е сепак изведбата Earth, врвната изведба, така што до таа која што ја земав како основа за споредбата има разлика, но не е преголема. Просторноста е таа, материјалите се тие, овде има некое платно, нешто па и тапацирано е, на вистина, продолжува и во вратите, го има овој згоден детал тука. Се забележува, значи, во рачките на вратата се забележува поедноставен материјал и облогиве, нема алкантара, нема платно, нема чуда. Средишниот
средишната конзола исто е изведена различно. Зошто ова се подигнува, не можам да сватам. Ова се продолжува, меѓутоа која е поентата да се подигнува? Тоа не ми е јасно. Добро е ова практичен простор, ќе се постави нешто тука. Аутохолд, паркинг, камера, паркирање на долнина. Тоа го има. Исто нешто што е интересно, кија својствена се овие држачи за чаша приспособува, може да биде држач, може да биде целосна ширина да се ослободи. Практичноста ја има дефинитивно, различен кокпит, малку е потесен просторот, не се чувствува стеснетост, далеку дека е стеснето, меѓутоа е различно. И тоа што исто го одликува тројчево е пониско седнување, полесен пристап. Кај ви се радувавме секогаш дека се седнува на високо, па немаш клекнување и такви нешто. Тука е многу покомотно. Навистина, кога прв пат седнав во EV3, забележав колку е поедноставно, полесно седнувањето. Ја има висината, значи има разлика од сид од класична комби лимузина во конфигурацијата, сето тоа произлегува од слободата која што ја има, значи различната просторност произлегува од слободата што ја имаат инженерите при осмислувањето, при конципирањето на каросерискиот концепт. И да, значи малку е намалена просторноста, но не е тесно. Материјалите се поедноставни, различно ракување, не премногу нагласено на технологија, непотребно нагласување на технологија, со многу нагласок на практичност. Тоа што исто така го има кај електричните кии, се рачките зад воланот за менување на степенот на рекуперација, односно на искористувањето на колку силно да забави кога ќе се отпушти педалата за газ и со тоа да се постигне посилно полнење на батеријата при делотворно искористување на тој залет за да се претвори во електрична енергија. Воланот е друг, тоа е поедноставен, но може да се биде среќен во оваа средина. Колку е среќен може да биде човек назад. Рачките во рамката на прозорецот исто така се нешто што е својствено за EV3. Просторност, пак лесно седнување, широки врати, некако кај спортаж, ќе видиме дали навистина е така, но се добива просторност, значи со моето седење јас добивам цела дланка простор до подпирачот на предните седишта. Се седи високо, малку помалку има простор за глава, назад се чувствува, напред не толку, но што само се стекнува впечаток дека има малку простор за глава, но има простор, далеку дека нема простор, убаво е. Дебело е обложена, може да се седи комотно, покомотно од обичен компакт. Повеќе има простор, несомнено има повеќе простор отколку во класична комби лимузина од компактна класа. 4,30 метри. Да не забораваме колкава е возилото. Има денес SUV кои што се долги 4,40, а спаѓаат во B-сегментот. Ова сепак е автомобил кој што јас го сместувам во C-сегментот, во компактна класа. Тие 2,68 метри кои што се идентични во споредба со спортажот се чувствуваат назад. Единствено тоа можам да забележам, но нема стеснетост. Значи само чувството го добивате дека таванот ви е пониско, но физички ја нема тоа ограничување, светла, лед светла, сето тоа го има. Подпирач, да, ова е сепак изведба, врвнав изведба, ми подпирач за лакт назад. Багажникот вели 460 литри, но кога подот е во долната положба, ете така, се гледа дека има простор, правилни форми, сега тоа што е поедноставно изработено се огледува и тука, што не се обложени овие подкрила. Материјалот исто е поедноставен на оваа пластика, меѓутоа се работи за рециклирање. Денес производителите имаат обврска, сега да, ова со една рака, додека држам камера, да, успеав. Значи ова е згоден потек. Тргнав да кажувам, значи тоа што се користат вакви материјали, не е да се заштеди, да се излаже народ, туку е за да се спочитуваат ограничувања, лимити, закони на заштита на животна средина. Тоа е тоа. Овде има простор, че и тука исто
Нема како кај спортажот простор за оваа полица да се смести во посебно лежиште тука. И за разлика од спортажот, тука добивате кит за лепење гума, така што мора да се има резерва кога се оди некаде на терен, на планина или слично. Значи, и како заклучна оцена, опременоста, функционалноста, практичноста, просторноста се добри. Тоа што има отстапки некои во материјалите и во боите, што не е премногу шарено, тоа се должи на внимавањето кон животната средина, а одиме кај великиот спортаж. Да видиме дали сум во заблуда дека има повеќе простор. Да не забораваме дека ова е изведбата GT Line, каде што се е на ниво на Гран Туризмо лимузина. Седиштето има електрично местење, се враќа назад, па се враќа во наместената положба кога ќе поидете да возите. Жешко е секако, отварам врата за да дишам, за да не испоотварам врати тука. Просторноста, да, се чувствува дека има повеќе простор, друга е распоредот, конфигурацијата, изгледот, доживувањето на кокпитот, на возилото е различно. Клучната промена е во средишната конзола. Тука има конзола средишна како во тркачко британско купе со 850 конски сили. Овде има практична преграда, тука е сместен преграда за сместување, дребули со лизгачка покривка, грејање на седишта напред-назад, вентилација. Ова е GT, меѓутоа чисто да спомнам, не се добива многу помалку во референс тоа ниво, што следи со цена споредливо со Light изведбата на EVA 3. Воланот го следи примерот, фейслифтот кој што го доживеа спортаж е токму во насока на тоа што го почнаа EVA моделите на Kia, меѓу кои и тројката. Е најголемиот успех, да не пропуштам. И секако тоа што е различно кај спортажот е ракувањето што го спомнав претходно со климатизацијата, да, добро потврди. Има дигитализацијата напредува надалеку. Просторност има, материјалите се други, да, обложено е се меко, нема од тука надолу почнуваат поедноставни материјали и конзолата од страна исто е поедноставна, но тука имате алкантара, па имате кожа, па имате некој си нешто што личи на метал, добро. Да видиме назад. И назад. Нема голема разлика во ширината на вратата, не гледам дека е поголема ширината, меѓутоа субјективно мислам дека EVA тројката назад се седнува полесно, затоа што е пониско, различно е поставена клупата, но откако ќе седне, секако добивате многу по-голема клупа, подолга е клупата, повисока, подебело обложена. Таму исто така е обложена. Седушката површина, меѓутоа е изедначена, равномерно обложена, тука веќе има некоја контура, значи има контурирано е. GT Line, да не забораваме пак, материјалите се различни, но е поедноставно. Пак е по-малку убедливо отколку на предните седишта, иако и тука го има овој микрофибер, има и метализирани рачки на врата, големи. Просторноста различно е чувството. Тука е секако и со стаклен покрив, со панорамски покрив, но различна е формата. Формата на EVA 3. Верувам дека заштитата која што е направена кај EVA 3, заштита, страничната заштита и воедно и намерата на дизајнерите, задачата на дизајнерите да постават таков изглед, води кон тоа да има одредена форма, да имаат одредена форма столбовите, кровните столбови, односно носачите надолжни. И верувам дека тоа го создава тој впечаток. Исто е. Нема да ме зачуди дека просторноста е иста. Значи да, дури
Исто, да, навистина прсти, кога ќе пушти човек прст, гледа дека има исто просторност, има повеќе простор во странишно и кабината е поширока назад. Да не споредуваме, сепак баби и жаби, како се седи. Не е преголема разлика, ова е луксус, ова е веќе луксус. Спортаж не е обичен, компактен модел SUV од класата, туку нуди нешто повеќе, заедно со RAV4 и слични шампиони. Немам забелешки. Отмено. А во багажникот следи многу поголем простор. Таков е впечатокот. Но клучната разлика тука е што се добива полна димензија на резервно тркало и ова може да се искористи како простор за сместување на дребули, дигалка, се што треба, цврста облога, рачка, пак не се обложени овие крила, тоа не ми јасно и го има ова соборување на садната клупа. Од тука може да се направи и странишно се извлекува исто така. Ја има и оваа полица што на многу места не недостига денес, што тоа што кај спортажов има и простор за да се смести. Тука, но во тој случај не би имало резервно тркало, значи ова тука просторче е смислено за да се смести касетава кога ќе се извади од тука, но кога има голема гума, тоа е оневозможено. Простор има, тоа е несомнено, но главната разлика не е во стандардната големина, туку во максималната големина на товарниот простор, кој што се добива со соборена клупа. Тука го има и ова соборување, значи многу поедноставно се изведува, ето многу по-господски. И просторноста е таа. Со тоа што има и триделна. Триделна е поделена клупата, е сега за подигнување треба 6 раце да има човек, не, браво Кија. Браво, ова не го очекував. И се мести во неколку степени може да се намести клупата. Значи може да биде поисправена клупата или да биде повеќе налегната, да видиме. Да, ете така. Ајде да не го гледаме многу овој GT Line-ов. Значи, уште еднаш вака директна споредба. Просторност има, да еве ги хартиите подготвени. Просторност има, функционалност има, не ограничува. Не ограничува со ништо. Има своји предности, значи спомнав, назад сигнувањето. Може би навивав премногу за EVA3. Да, има, значи се пушта нога полесно, меѓутоа кога се седнува, вратата е по-ниска и малку мора човек да се поднаведне од почит кон Кија. И тоа е тој покрив. Значи секако има и функција за цврстина за да обезбеди, веројатно и заради батеријата, значи не е некој што е технички неупатен, ќе се побуни како може сега батеријата што е долу тежи да има врска со покривот, па има голема врска. Тоа што е скрутен дополнително, се е скрутено заради дополнителната тежина. И околу погонот. 1,6 литарски бензинет со 150 конски сили и со вртежен момент од 250 Нм, преден погон има двете. Тука имаме 150 киловати, 204 конски сили и 283 Нм. Голема предност во моќноста. Кија нуди две големини на батерија кај тројката, кај EVA3, тројката. Тука е 58,3 киловат часа. Тоа е бруто, односно нето вредноста е 55 киловат часа. Со неа се постигнува досег од 436 километри во комбинирани услови. Во град се повеќе. И уште една голема разлика во погонската спрега. Тука имаме 7-степен менувач со двојна спојка, автоматски менувач со двојна спојка. Тука имаме еден редуктор, едноставен редуктор со еден фиксен преносен однос. Што имаме друго? Забрзувањето. Како би погодиле? 7,5. Една од нив забрзува за 7,5 секунди. Која?
ова електричната. Забрзувањето до темпо 100 и е 7,5 секунди, додека спортажот има 9,4 секунди. Но спортаж затоа е во предност во поглед на крајната брзина, затоа што има 193 км на час, наспроти електричната кија, која што е ограничена на 170 км на час. И додека кај спортажов нема главоболки околу тоа дали ќе има на располагање полнач или дали ќе биде доволно голем досегот. Со 52 литри резервоар, кај електрична кија веќе мора да се смета на тоа, кога ќе се поеде на пат, мора да се смета на полнач, на брз полнач. Ги имаме веќе неколку, половина дузина ги имаме и во Македонија, се поставуваат се повеќе и повеќе на брз полнач, во најдоброто сценарио, доколку полначот располага со моќност доволно голема, кијава ќе црпи енергија со моќност од 100, да провериме, 101 киловат, и тоа ќе трае 29 минути, ќе трае полнењето до 80%. Доколку е половина моќност на полначот, или оптоварен со две возила во моментот, ќе користи моќност од 50 киловати и во тој случај добиваме 55 минути. И тоа е реалноста на електричниот погон. Јас секогаш напоменувам за електричните автомобили, дека суштината во поседувањето електричен автомобил е да се поседува и можност за полнење дома, во фирма, пред зграда, односно собствено полнење, собствен полнач. Било да е тоа обичен приклучок, шуко приклучок, 220 волтен со неизменична струја, домашен приклучок, најобичен, или собствен полнач дома, зиден полнач. Ево тој случај, доколку се купи таков полнач, цените обично се движат околу 500 евра. На таков домашен полнач со моќност од 11 киловати, кијичево ќе наполни 100% за 320 минути. А тоа значи дека кога ќе ја приклучите навечер, односно доаѓате, ја приклучувате, се вклучува тајмер во 10 часот почнува полнење, наутро во 7 часот се прекинува, односно уште пред тоа ќе се прекине полнењето секако, а тоа значи дека наутро кога ќе си поидете со кија на работа, ќе имате полна батерија. Но таа батерија, тој капацитет ќе трае најмалку уште 2 недели. Менаџери на Кија, кои што веќе 3 години користат електричен автомобил, кажуваат дека во реални услови, најреални услови на користење, полнат батерија 2 пати, 2,5 пати во месецот. Така што, кога ќе ја наполните, кога ќе ја оставите една ноќ да се наполни батеријата, ќе имате понатаму за следните, најмалку за следните 2 недели ќе имате енергија за полнење. Не мора да мислите на полнач. Секако, доколку се поиде на патување, мора да се осмисли малку подобро како ќе се одвива тоа полнење. Оваа вредност од приклучок обичен домашна кутија е малку страшна вредност, тоа се 1390 минути, тоа се многу часови, но како што напоменав, и на обичен приклучок ќе наполни доволна енергија за да имате доволно досег за следниот ден, па уште за 3 дена ќе имате енергија за да си ја возите Кија во секојдневни услови на возење низ град, без потреба да ја приклучувате повторно на полнач. Третиот модел во оваа верига секако е заслужува внимание, тоа е Volvo XC40, но тоа е без конкуренција. И клучниот момент. Зошто на фирмите им е толку очигледно дека електричниот погон е во предност во поглед на оперативните трошоци во споредба со бензинците. Затоа што, еве споредбата. Сметката за струја за домаќинство кое што троши 210 киловат часа скапа струја. Здраво. Киеве за домаќинство што троши 210 киловат часа скапа струја и 250 киловат часа ноќна тарифа, односно вкупно 460 киловат часа со сите давачки, даноци, обврзници и не знам што. Сметката чини 3337 денари. Сега, кога на тоа ќе се додаде и сметката за 2 полнења на батеријата на EVA 3 месечно,
Тоа значи дека месечно ќе се потрошат дополнително 125 киловат часови за полнење на ноќна тарифа, вклучувајќи 10% загубата при полнењето. Тоа е стандард, тоа е вообичаено кај електричните автомобили. Сметката со тие 125 киловат часа што ќе ги троши Кијичево, ќе се покачи на 3960 денари. А тоа значи дека трошокот за возење за еден месец изнесува 623 денари. Толку ќе ви ја оптовари сметката оваа Кија за 2 полнења на батеријата месечно. За 125 киловат часа. Сега, цената 71,5 дени, не денари. 0,7 денар за секој километар. Секој поминат километар со Кијичкава чини 70 дени, 0,7 денар. За 10 извозени километри 7,15 денари, 100 извозени километри 71,5 километри. Фантастична вредност. Колку е спортажчево? Препознатлива слика, спортаж, дел од уличната слика. Најпродаваниот SUV на македонскиот пазар и најпродаваниот модел со години назад. Колку троши спортажчево? Кое што е штедливо со потрошувачката. Вели вака. Спортажот во просек, тоа го спомнав, троши 7,3 литри бензин на 100 км, односно 100 км со цената на бензинот во споредбава, чинат 627,8 денари, односно 6,27 денари за 1 километар. Што значи тоа? Дека Кијичево електрично е близу 10 пати по-достапно, со пониски трошоци за возење во споредба со добар бензинец. Добар бензинец. И сега кога ќе се споредат тие вредности, добиваме EVA3 на секој поминат километар заштедувал по 5,555 денари. 5,5 денари. Толку заштедува секој 1 километар што ќе се помине. 10 километри 55 денари, 100 километри 550 денари и 50 дени заштедила оваа Кија. И како правило, секогаш кога завршувам со снимање, огрева сонце. Нешто имам сгрешено, но со математикава сигурно не грешам. За 6 месеци Кија EVA3 ја враќа разликата во цената од 650 евра во споредба со спортажчево. Не ова GT, меѓутоа референс едно ниво под ова. Ова дополнително има и погодна сите тркала, има и 180 конски сили. Не се. Го имате гледано сигурно тестот од спортажот, еден од најгледаните. И по 6 месеци веќе ќе почне да прави предност. Настрана оперативните трошоци кои што ги опфаќаат и трошоците од сервисирање. Нема масло, нема антифриз толкава количина, нема филтри, филтер за масло, филтер за воздух, филтер за гориво, одржување. Едноставно и одржувањето треба да се земе предвид, но тоа ќе биде посебна тема. Но овие бројки ме водат до уште еден заклучок. Јас тука ја земав за споредба основната изведба. Ова е втората изведба на опременост, EARTH, каде што дополнително се добива и полнеж, собствен полнеж со моќност од 22 киловати, наспроти стандардниот од 11. Разликата во цената со овој модел изнесува околу 1500 евра со пониските трошоци. Тоа значи дека вреди да се доплати и за повисокото ниво на опременост, која што ќе се врати наспроти класичниот модел. Оваа споредба секако не значи дека го засенува спортажот. Секако кај електричниот погон останува резервираност. Не сакаат луѓе да мислат секогаш дали има полноќ, кога ќе појдат на долго патување на одморете, сега прекрасно сонце. И едноставно не размислуваат дали електричен, дали бензински погон. Па дури и тие половина час им се гледаат многу. Така што едноставно укажуваме, Кија ги нуди двете страни. Паралелно притиска на овие своји докажани модели на спортаж, наскоро доаѓаат и други модели кои што ќе дополнат понудата од SUV модели на Кија.
притиска значи на бензинската понуда, не толку на хибридите и паралелно притиска на електричните автомобили. EVA 3 е меѓу 10 најпродавани модели, електрични модели на европскиот пазар и секако постигна забележлив успех, а очигледно и има зошто.